12 часот, точно на време започнуваме со уште едно ново издание на Алфа Ординација. Добар ден и добре ни дојдовте, ве поканувам и денеска да не проследите. Денеска ќе позборуваме за инфекциите кои што многу често се јавуваат во уринарниот тракт. Според некои статистики кои што се светски, да речеме, се вели дека уринарните инфекциите на уринарниот тракт се втората најчеста причина на појава на инфекција кај луѓето. Именно уринарните инфекции се толку чести што се особено кај жените, бебињата, но и постарите лица. Една од 2 жени и еден од 20 мажи ќе имаат уринарни инфекции или инфекции на уринарниот тракт во текот на нивниот живот. За нивната честота, за тоа што представуваат инфекциите на уринарниот тракт, со каква симптоматологија се пропратени, која е диагностичката постапка, лекувањето, третманот, компликациите, секако ќе позборуваме за машкото здравје во денешното издание на Алфа Ординација. Се само дел од темите и точките кои што ќе бидат опфатени како вовед во емисијата, да ви споменам, за да ве поканам да не проследите. И секако што на самиот почеток да споменам дека би можеле да се вклучите во текот на целата емисија со ваши прашања, ваши размислувања, можеби ваше искуство во поглед на темата. Денеска на оваа тема зборуваме со доктор Александар Мицковски, кој е специјалист хирург-уролог од Аџибадем Систина од клиничката болница. На вашите, но и на моите прашања токму овој доктор ќе одговара. Претходно ќе го погледнеме прилогот кој всушност би значило вовед во темата, но и во точките кои што ќе бидат опфатени за кои денеска ќе зборуваме. Простатата или предстојна жлезда е машка полова жлезда која се наоѓа помеѓу моќниот меру и пред дебелото црево, а има големина на костен. Најчесто заболување на простатата е нејзиното зголемување кое е поврзано со старењето на мажот. Најчесто до возраст од 40 години простатата не покажува никакви симптоми, а потоа кај дел од мажите се јавува состојба на зголемена простата. Повеќе од половината од мажите на возраст над 60 години се соочуваат со овој проблем. Причините за зголемување на простатата не се познати, но се претпоставува дека голема улога може да играат некои хормони. Вообичаен симптом за зголемена простата е проблемот со честото уринирање во текот на ноќта, а тоа произлегува од таму што зголемената простата притиска врз мочниот канал што минува низ неа. Исто така, други симптоми се при уринирањето, првиот млаз доаѓа со задоцнување, млазот е послаб од вообичаеното, неможност да мокрење и чувство на неиспразнетост. Постојат неколку можности за лекување на зголемената простата. На прво место доаѓа промената на животните навики, намален внес на алкохол и кафе и намален внес на течности пред спиење. Потоа следува земањето одредени лекови, а како последна можност е хируршката интервенција. Ласерскиот третман на зголемена простата кај мажи се состои од брзо и прецизно отстранување на вишокот ткиво од простатата, со што се ослободува главниот уринарен канал и се враќа природниот проток на урината. Целиот третман е безбеден, ефикасен и едноставен, без ризик од оштетување на околните ткива и крвни садови. Пациентот веднаш ги чувствува резултатите како лесното уринирање. Така е, на тема причини, третман на болести на моќниот мер и секако на болестите на простата зборуваме токму во денешното издание на Алфа Ординација, како што го погледнавте и прилогот пред малку. Јас споменав кој ќе биде наш денешен гостин доктор, можеме секако да го погледнеме во продолжение. Доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, докторе, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден, поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Задоволство ми е за прв пат да гостувам во вашата телевизија. И нам исто за вашето гостување, секако и за целиот овој разговор кој што ќе го водиме денес, кај од битно значење, особено кога станува збор за машкото здравје. Се почесто во медиумите се зборува за женското здравје, но се помалку секако за машкото здравје. Иако ќе кажам дека уринарните инфекции се заеднички кај мажите и кај жените, па пред да преминеме на заболувањето на болестите на простата или пак зголемена простата, секако ќе започнеме некако по редослед, ќе започнеме со честотата на уринарните инфекции. Сакала на почеток да споменаме што представува уринарната инфекција. За да една инфекција се карактеризира како сигнификантна, значи инфекција представува присуство на сигнификантен број на уропатогени микроорганизми на слузокожата на уринарен тракт, пропратена со клинички и лабораториски знаци за воспаление. Зошто велиме клинички и лабораториски? За да една инфекција се прогласи дека е
сигнификантна инфекција на уринарен тракт, не само присуство на микроорганизми кои што исто така е често без симптоми. Значи, за да биде тоа инфекција, мора да им пропратена со некои симптоми. Најчести, највообичаени симптоми на една некомплицирана инфекција на уринарен тракт се симптоми на печење при мокрење, често мокрење, болно мокрење, па и ноќно мокрење, понекогаш пропратено и со неволен губиток на урина. Зошто велим и лабораториски знаци за инфекција? Затоа што на анализата на урината треба да се присутни, на биохемиската анализа, присутни параметри на воспаление. Такви параметри се присуство на зголемен број на леукоцити, еритроцити во урината, присуство на нитрити, кои се и протеини, продукти на распад на бактериите, микробиолошки наод на сигнификантен број на микроорганизми. Што значи тоа сигнификантен? Тоа значи присуство на над 100.000 колонии на милилитар се смета за сигнификантен број на бактерии кои што може да предизвикаат инфекција, нормално пропратена со овие симптоми. Се што е под 100.000 се смета за несигнификантен број. Најчесто се мери до 1 милион колонии на милилитар. Така. За диагностиката ќе позборуваме малку подоцна. Во продолжение би сакала да ве прашам и за тоа колку се поделени, како се поделени уринарните инфекции според местото и локализацијата. Така. Спрема местото анатомски и локализацијата се поделени на инфекции на долен уринарен тракт, кој што се состои од мочен меур, мочниот изводен канал или уретра. Кај машките тука е присутна и простатата како жлезда придодадена на уринарниот тракт. Присутни се во ова група се бројуваат инфекции на надворешните гениталии, кои што знаеме, кај секој маш се поврзани преку одводните канали за сперматозоидите, се поврзани со уринарниот тракт, така што инфекциите на уринарен тракт лесно преминуваат и на надворешните гениталии, што е особено битно, ќе ги наброиме како инфекции. Тука се тестисот, епидидимот како одводен канал за сперматозоидите, тука се инфекциите и на простатата, што се доста посериозни него самото воспаление на мочен меур. Горен уринарен тракт се инфекции кои што се посериозни од оние на долен уринарен тракт. Тука се пред се бубрезите, кои што се пропратени со системски знаци на инфекција, како покачена температура, трески, на покачен број на леукоцити во крвната слика, се инфекции кои што некогаш заради повраќање како системски знак малаксалост, кои што заради својата тежина и нагли почеток многу често бараат и хоспитализација. Од неколку дена, меѓутоа бараат хоспитализација и интравенска терапија. Ако на почетокот на емисијата спомена понаа статистика за тоа дека жените се оние кои што најчесто заболуваат токму од уринарните инфекции, па во продолжение би сакала да ни дадете објаснување зошто е тоа така. Ако една статистика вели дека една од 2 жени и еден од 20 мажи ќе имаат проблеми со уринарниот тракт. Тоа е точно. Ако зборуваме за популација на пациенти меѓу третата, четврта, петта декада, тоа е апсолутно точно. Причина за тоа е што одводниот канал или уретрата кај пациентки од женски пол е долга 4 до 5 сантиметри и многу пократка од машката уретра која што е долга 15 сантиметри, така што овозможува оваа кратка уретра полесен пристап на микроорганизмите од надворешната, од околната средина да пристигнат да навлезат во мочниот меур и да предизвикаат инфекција. Зошто ги спомнав декадите од животот? Затоа што во овие помлади, порани декади од животот, кај жените доминираат како популација за заболување од уринарни инфекции, баш поради ова. Меѓутоа, ако зборуваме за некоја
постара популација, таа доминација преминува кај мажите, заради присуство на простатата, која што како жлезда и како што видовме од прилогот, може да предизвика симптоми, почесто предизвикува симптоми на воспаление на неа самата, меѓутоа и на мочниот меур, заради полошата елиминација на урина од мочниот меур, односно задршката на урина, која што представува погодно тло за колонизација, потоа и инфекција со уропатогени микроорганизми. Така. Недоволната и неправилната хигиена е исто така една од оние ризик фактори за појава и развој на бактерии. Тука подиднаква не навлегуваме дали кај мажите или кај жените, подиднаква оние кои што не водат доволна хигиена и грижа, апсолутно може да бидат потенцијални за развој на... Како најчест пат за настанување на уринарна инфекција е асцендентен, значи нагорен пат, што ќе значи дека микроорганизмите најчесто до уринарен тракт влегуваат од надворешната средина, затоа и кај женскиот пол е почесто, заради краткиот мочен канал. Меѓутоа, можен пат за инфекции има уште два, едниот е хематогено или преку крвта, од било кое воспаление кое што е актуелно во тој момент во човечкиот организам, како што е расипани заби, било кој гноен процес во телото, преку крвта може да стигнат бактерии да се вгнездат на урогенитален тракт. И трет начин, значи покрај овој асцендентен и преку крвта, може и преку лимфата, од околни ткива кои што се моментално воспалени, а се во непосреден контакт со органите на уринарниот тракт. Така. Би сакал во продолжение да позборуваме и за бактериите. Кои бактерии се најчести причинители на инфекции? Баш затоа ги спомнав овие патишта на пренос, затоа што бактериите се делат во зависност од тоа дали пристапуваат преку надворешната средина, преку тој асцендентен или нагорен пат, каде што доминираат грам негативни микроорганизми, најчеста, убедливо најчеста е Ешерихија коли. Скоро без уринокултура се знае дека прва уринарна инфекција кај млади госпогици е предизвикано од Ешерихија коли, скоро во над 90%. Така. Потоа тука доаѓаат клепсиела, доаѓаат протеус, тука се уште многу микроорганизми кои што да не ги набројуваме, псеудомонас од оние посериозни болнички бактерии. И сите тие се најчести на овие асцендентни, а за хематогените почести се тие вообичајни грам позитивни микроорганизми како стрептокок, стафилокок и ентерокок и така натаму. Кои се ризичните групи кои што се онака најризични за развој на уринарните инфекции? Тука ќе споменеме најмладите. Колку тие се отпорни или пак подложни на развој на уринарни инфекции? Каква е состојбата со нив? И кај деца чести се уринарните инфекции. Една посебна група би сакал да ја истакнам. Тоа се така наречените хеморагични цистити, значи цистити, воспаление на мочниот меур, пропратени со крв во урината, кои што се предизвикани не од бактерии, туку кај деца се предизвикани од аденовируси, една група на вируси, кои што третманот е комплетно различен од она за бактериска инфекција. Потоа ризични група или ризична популација се пациенти кај кои што има било каква инструментална манипулација на уринарниот тракт, било да се диагностички или терапевски процедури, кои што се пристапува ендоскопски, значи ендоскопија е област каде што се пристапува преку природни отвори на човечкото тело. Овде нормално природен отвор е отворот на уринарниот канал на уретрата. Било какви инструментации, било какви присуство на било какви катетри во уринарниот тракт и прават пациентите подложни на уринарни инфекции. Посебно оние катетри, има сигурно голема популација што не слуша, кои што имат подолго време уринарни катетри, секој подолго носење на уринарен катетер предизвикува голема склоност на уринарни инфекции, така добро позната катетерска грозница, така се дефинира и во литературата. Исто така чести се уринарните инфекции баш заради тие туги тела на уринарниот
тракт и во болници, каде што знаеме дека скоро сите пациенти, поготово на одделите за интензивна нега, има такви уринарни катетри. Се обрнува големо внимание околу тоа, бидејќи знаеме што може да предизвика. Никакви компликации понатаму би може да настанат. И една група која што особено е подложна и е актуелна во смисла на испитување е пациентите со имун дефицит, значи со намален имунитет, каде што покрај системскиот општ имунитет намален е и локалниот имунитет, значи самиот уротел или слузокожата на уринарните патишта има свој локален имунитет, кој што е добро истражен и е доста комплициран за објаснување, меѓутоа е комплетно истражен на модели од животни и е докажано дека и самата слузница си има свој имунитет, кој што ако е нарушен, многу полесно се овозможува пристап и не само пристап на уропатогени микроорганизми, туку и нивно продирање преку уринарните патишта во крвта и предизвикување на многу опасни уринарни сепси, значи придружени со системски симптоми на сериозно воспаление. Така. Ќе направиме тука пауза, бидејќи ќе вклучиме гледач во продолжение. 2600 373 3253 7030 телефонските броеви, појукувачкиот број за Скопје 02 за вас кои што сте од останатите градови. Добар ден за првиот гледач кој ќе го вклучиме во Алфа ординација денеска. Добар ден. Ало? Добар Добар ден. ден. Добар ден, дали ме слушате? Дали ме слушате во програма сте, ќе ве замолам да го намалите вашиот ТВ приемник, да не слушате преку слушалка. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Поздрав со вас и до докторот, сакам да прашам нешто. Повелете. Во врска со ова, прошла година правим простата тест, беше 0,57, ова година правам, пошто секоја година правам простата тест, ова година правим простата тест 0,37, а никакви медикаменти не сум употребувал. А дали имате било какви симптоми? Немам никакви, него правам онака, слободно правам, Така, скрининг, доктор од неврологија секоја година. Ти направиш 50 години да правиш простата тест. Така е. И сега ова ми е многу чудно. Лани прошла година беше 0,57, ова година е 0,37 резултатот што излезе на простата тест. А никакви медикаменти не сум употребувал. Ака, спрема големината на ПСА е туморски маркер за простатата. Години, извини, докторе. 57 Повелете. години. Колку години, извинете? 57. 57. Добро. Така. Значи, добро е прво да пофалиме гледачот затоа што рутински се јавува на уролог и направил туморски маркер кој што е еден од диагностичките методи за диагностицирање, рано откривање на карцином на простата, за кој што ќе зборувам малку Така, подоцна. Вредноста до 4 нанограми на милилитар е сосема нормална вредност на ПСА, поготово е одлично што кај него испод 1 нанограм на милилитар, кој што е вредност за која што воопшто не треба да се плаши од било какви малигни заболувања на простатата. Тоа како маркер воопшто нема значење во диагностицирање на бенигно зголемување на простатата, која што е болест која што би можела да се случи на негови години, која што се диагностицира и третира базирано не на ПСА маркер, туку на симптоми што пациентот ги има, под услов да ПСА маркерот е нормален, рековме, тоа е за карцином диагностички тест. Простатичната хиперплазија или зголемување на простата се диагностицира, се почнува од симптомите кои што беа наброени во прилогот на почетокот, да не ги повторуваме: отежнато мокрење, ноќно мокрење, ослабен млаз, напивање за измокрување, чувство на недоволна испразнетост и така натаму, кој што пациентот каже дека ги нема, што е одлично за неговата возраст. Исто така
така да лекови така што во овој случај лекови не се Апсолутно се потребни. неопходни, мислам непотребни, Непотребни, бидејќи се и во ред со Ќе оние ги резултати чуваме кои што ги спомена. за кога ќе има симптоми. Така. Добар ден со следниот гледач кој ќе го поздравиме и ќе го вклучиме во продолжение во Алфа ординација. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и докторот. Ви благодариме, поздрав до вас, повелете. Се работи за дечко 30 годишен. 30 годишно момче, добро. Да? Неговата простата... Ќе ве замолам, простете, ќе ве замолам малку погласно и појасно, многу слабо ве слушаме. Неговата простата е зголемена, од 26, еднаш му мереа, еднаш 32 мм. Добро. Претходно да кажам дека он има хипостадија од роđење, има камен во бубрек и последните овие испитувања му беа околу 20 еритроцити имаше во мокрачата, леукоцити некаде околу 8, а исто требаше и некој тест за простатата и у граници на нормала му беше. А дали е опериран од хипоспадија? Во Белград идавме и само му го проширија каналчето, а не е опериран. Добро. Овде се работи за една, сметам, за една секундарна, значи вторична засегнатост на простатата, заради, сметам, недоволно, неефикасно празнење. Хипоспадија е аномалија, да појасниме само, која што е вродена, се јавува после раѓање, како лоша локализација, неправилна локализација на отворот на уринарниот канал, кој што наместо на врвот на пенисот е сместен поназад. Спрема неговата локализација има повеќе типови на хипоспадија. Една од карактеристиките на таа комплицирана аномалија која што се вика хипоспадија е тесен отвор, не само лошо локализирана неправилна положба, туку и истиот е многу потесен. Поради тоа настанува задршка на урина и поради тоа се оперира. Сите хипоспади, освен тие најлесни форми, се подложни на оперативен третман. Тука нема дилема. За да нема вакви последици како што има пациентот 30 години, се оперираат претежно во детската возраст. Многу ретко е да остани неопериран и не треба да остани. Зошто покрај козметски проблем тоа представува и проблем кој што има сериозни последици, се чести уринарни инфекции заради лошо празнење на мочниот меур, задршка на мокрача, која што си има своји последици, лошо празнење, тоа прво се однесува на мочен меур, а потоа секундарно лошо се празнат и бубрезите, па затоа има и камен во бубрезите. Мислам дека проблемот потекнува од тесниот уринарен канал, тесен отвор на уринарниот канал, кој што секундарно ги зафаќа овие органи. Поради тоа има изголемена простата, предпоставам тоа што го гледаат на ехо, што кажа 26 па 30 грама, е не заради нејзиното зголемување. Тука мора да бидеме јасни дека зголемувањето на простатата на класично се однесува на постара возрастна група, најрана возраст е 40 години, така да сметам дека тоа што го виделе на ехо дека е зголемена е базирано на тоа што се работи за простата која што е под оток, под едно воспаление, може и хронично, и заради тој оток на ултрасонографските слики на ехо снимките се гледа како зголемена простата. Колку ваквиот проблем може да направи проблем во зачнување, во потомство? Апсолутно, тоа е една од големите компликации, најмногу заради тоа се најголемите ризици кои што би можело да се носат. Лошо испразнување на спермата не на она права локација на која треба за оплодување и заради тоа најчесто ова хипоспадија е на долната страна од пенисот, за разлика од една состојба која што се вика еписпадија, каде што отворот е локализиран на горната страна од пенисот и двете се подложени исклучиво на хируршко лекување. Така. Навистина убаво и објаснивте на гледачката, но и на оние кои што ете можеби за прв пат се сретнуваат со овој термин во медицината. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам докторот.
Повелате? Јас се лечим од простата, сега ми е 48, Така. пием кетонал, него имам сега некои други Кетонал. проблеми, да речеме, за 2 недели ми се јавија. Така. Кога мокрим, без проблем мокрим, значи, ама кога мокрим, на крајот на пенисот ме пече и многу ме боли, да кажам, кожата што е на пенисот, крајниот дел. Не можеш да допреш со рака никако, многу боли. Како да постапам, што да правам, што да се лечим? Колку години имате, господин? 66. 66. Дали може би боледувате од шеќерна болест? Да, пием таблети, на таблетец. Добро. Во ред. Благодар. Така, ви благодарам што се јавивте, што ќе му Значи, одговориме. баш заради тоа го прашав господина дали боледува од шеќерна болест, затоа што при шеќерна болест се јавува едно паралелно заболување покрај уринарните инфекции, зголемување на простата кој што го има, еве докажано со ехо 40, скоро 50 грама, се јавува и такви кожни промени неврзани, значи за простатата, на кожата на врвот на пенисот, кое што се нарекува фимоза, подразбира промена и хронично воспаление на таа кожа, која што со тек на време има тенденција на стеснување и самата од себе представува индикација за хируршко лекување сега, нормално после преглед. Предпоставам дека тоа се работи, затоа што тоа е особено често кај диабетичари. Не е резервирано само за диабетичари, меѓутоа особено често кај таа популација на пациенти се лекува со едноставна хируршка интервенција која што се нарекува циркумцизија, една од највообичаените интервенции во урологијата. А околу простатата, кога нема симптоми, доволна е, сега не сум сигурен дека баш со кетонал се лекува против болка, не е опција на избор кетонал, туку се даваат лекови најчесто од групата на алфа-1 блокатори, како што се тамсулосин, како фабричко име на лекот е тамсулосин, генеричко име, фабричко го имаме Танис, Тамлос, само за да... Така, од различни производители, различно да име, така? знаат гледачите на кој лек мислиме. А ова што го кажа пациентот, болка на кожата и сите тие промени што се случуваат кај диабетичари, се лекува со хируршка мала интервенција. И само да напоменеме дека треба да се провери микробиолошки и биохемиски наод на урината, затоа што уринарните инфекции се многу чести кај диабетичари, далеку почести. И тука тие без оглед на која возраст спаѓаат во ризична категорија. Така. Навистина убаво ни ги давате детали, убаво ни објаснувате. Имам многу прашања кои што сакам да ви ги поставам. Претпоставам дека има исто така и многу прашања кои што гледачите би сакале да ви ги постават во текот на емисијата. Време е за да направиме една куса пауза, затоа што во продолжение следуваат вестите во минута. Останете со Алфа и останете секако со Алфа ординација, затоа што по вестите во минута и кусиот блок на реклами ќе продолжиме понатаму со емисијата. Причини и третман на болести на мочниот меор и простата е темата за која што денеска зборуваме во Алфа ординација. Наш гостин, како едно подсетување за вас, кој што можеби подоцна се вклучевте во емисијата, е доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од приватната клиничка болница Ачибадем Систина. До сега зборувавме за тоа што представуваат уринарните инфекции, колку се чести, како се поделени уринарните инфекции, за симптомите, ризичните групи и слично во овој дел од емисијата. Сега ќе позборуваме диагностика, лекување, но и многу повеќе ќе се задржиме на простатата. Во продолжение ќе го поздравиме и гледачот кој го имаме на линија, кој би сакал да ви постави прашање да се вклучи во емисијата. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Јас пред 10, сакам да го прашам докторот, пред 10 месеци имав интервенција, имав камен во бубрек и така? Едно каменче кое што беше спуштено пред бешикава во канал. И тоа каменче го кршеа преку ендоскопија со влегување преку канал. Добро. Меѓутоа,
кога ми испуштија од болница за 24 часа добив треска, температура висока и ме вратија пак во болница и се констатира дека имам бактерија. Таа бактерија ја испитаа Enterococcus species. Од тогаш наваму 10 месеци постојано сум под терапија на антибиотици, колку што треба, ги пијам, после тоа ќе направиме анализа од 1 милион на милилитар, мислам така како се мерат, ќе спаднат на 100.000. Една недела без терапија пак ќе се покачат на 1 милион. Значи, Enterococcus species е таа бактерија, читав доста, пробав и преку алтернативна медицина нешто, некои чаеви, деминозе, нешто исто на природна база. Покрај тоа цело време пијам антибиотици, 10 месеци, сега за една недела кога ќе ги испијам пак треба да идам да правам анализа, меѓутоа никако не можам да се ослободам од ова бактерија. Како и што да превземам и како да направам? Така. Дали сте ја проверила вашата имунолошка состојба? Проверувавме се, она другото све е во ред, единствено само во уринарниот тракт имам бактерија. Така. Ова е многу интересен случај. Сметам дека не е во ред 10 месеци да пие некој антибиотик. Причина за овие постоперативни постоечки инфекции е некоја, сега треба да се направи тука комплетно испитување, не би можел тука да кажам дали со сигурност ќе бидам во право. Мора да има некој фактор што тоа го предизвикува. Ако еднаш пристапила и ја имало таа бактерија, многу често пациентите што имаат каменеви и горе во бубрегот и во каналот се подложни на тие инфекции. Тоа е јасно. Меѓутоа, ако имаат добро празнење на уринарниот тракт, зборувам од горе до доле, значи од бубрези, па преку уретерите до мочен меур и од мочен меур према надвор, значи да нема задршка на урина, таа инфекција треба да се искорени. Значи, причина за вакви хронични инфекции или, добро прашавте, намален имунитет кај пациентот, шеќерна болест, или многу често тоа го гледаме, значи, тогаш се залудни антибиотиците, пречка во празнењето. Дали е некој камен кој што заостанал во уринарните патишта или горе во бубрегот, кој што ја поддржува таа инфекција, кој што додека не се отстрани ќе има инфекција, дали е некоја придружена стеноза на местото каде што бил каменот, стеноза е значи стеснување на уринарните патишта, па лошо празнење, сето тоа мора да се испита, затоа што 10 месеци под инфекција е состојба која што не може сама од себе да постои. Мора да има придружен фактор. На вашиот совет е малку подетални испитување и следување на целата оваа ситуација. Интравенска урографија, да се прика ултрасонографија, со тоа се почнува, па интравенска урографија да се види начинот како се празни. Добро кажа пациентот, еднаш ендоскопски пристапено, па потоа или претходно кршен камен во бубрегот или оперативно отстранет истиот, како е начинот на празнење. И самата операција на камен, отворени операции, класични на камен на бубрек, значат отварање на тие уринарни патишта и нивно затварање со шиење, нормално со конци кои што одговараат за таа намена. Самото тоа затварање во некој случај представува точка каде што се евоат тие стенози, стеснување на уринарните канали и поддржуваат присуство на хронична инфекција како што е ова. Така. Ќе го вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Имам едно прашање, не знам дали личи на прашање. Имам 66 години. Така. Имам проблеми со мокрачата. Така. Инфекции немам никакви, испитувана се сите могучи испитувања сум направила, немам инфекции. Само сум заклучила кога е ладно или кој ќе настинам, а и станот ми е многу ладен. Добра. Јас тогаш мокрачата не можам да ја контролирам.
и ме тера често на мокрење и не можам да ја контролирам. Дури буквално да кажам као на сензор. Само што ќе влезам без да влезам у WC, готово оно више отишло мокрачета. Тоа ми се случува само зимно време, кога е ладно. Летно време немам уопште проблем. Се извинувам да прашам. Дали ви се случува да не можете да контролирате мокрачето, урината при кашлење, смеење, при напор? Не. Јас сум живеела со парно преку 20 години. Организмот е навикнат со парно. Сега моментално, така ми е ситуацијата, ме најде една несреќа и живеам сега во многу ладен стан. Топлам само таа просторија кај што седам. Другите простории немам сметка да ги топлам, зашто под кирија сум со пензија. Што настапува минус 10, минус 5, минус 2, што знам ја колку. Мене обавесно тогаш ми се појават огромни проблеми. Дури една година лани или преклане беше минус 17, кога се избришав, крв имав на аломата. Ако не е тајна, колку пати сте раѓале? Дали сте раѓале колку пати? Само една сум родила. Добро. Значи, кај господи на таа возраст, пациентки на таа возраст, тоа што размислувам во моментот е тоа безволно губење на урина, е некогаш последица, затоа и прашав дали раѓала, на спуштање и нарушена статика на карличното дно, значи на мускулатурата на карличното дно, што како последица има спаѓање, значи на матката, што повлекува со себе многу често и спаѓање на мочниот меор, што се вика цистоцела, или на дебелото црево, ректоцела, што од себе дава такви симптоми на неможност на контролирање на урината, што се решава со една понова процедура, се вика трансвагинални траки, кој што на едноставен начин се врши подигање на мочен меор или се гледа дали има и матка пролапс, тоа е спаѓање. Тоа се манифестира со такви симптоми и не сум сигурен дали пациентката нема инфекција, бидејќи кажа дека имала крв на бришење, сето тоа мора да се провери со една цистоскопија и со анализа на мокрачата. Што е тоа цистоскопија? Цистоскопија е едноставен ендоскопски преглед, каде што преку инструмент со камера или со директна визуализација, оптички инструмент, се влегува во мочниот меур, да се види да не, затоа што крв во мокрачата, во урината, некогаш знае да биде симптоми на посериозни заболувања, да се исклучат прво тие, да се земи примерок, затоа што такви симптоми или се ради анатомска причина, значи спад на органите, или е инфекција. Што оди во прилог на тоа што кажува пациентката, дека живее во ладен стан, тие социјални услови, точно ствараат предиспозиција за рецидивни повторувачки инфекции. Така, ќе позборуваме токму и за таквите кои што исто така знаат да бидат чисти, а знаат да нагубестат некои други заболувања. Так. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение во Алфа ординација. Добар ден. Добар ден, повелата. Погласно само ќе ве замолам. Прашање до доктора. Повелата. Да ми објасни дали тоа страшно покачена Ќе ве замолам простото уште еднаш, ќе ве замолам малку погласно и ќе го замолам колегата за да имаме пристап да го чуеме многу поубаво во студиото. Повелата. Покачена простата 20. Дали е тоа страшно нешто? Да ми објасни. Зголемена простата? Да, зголемена. Али колку? За 20 од нормалната? 20, да, простата. 20 е нормална големина простатата. Маркер да не мислите, ПСА маркер. Не, простата кога без на абдомен ми рече и она ме упати во градска болница,
Арно, ама јас тогаш не можев да отидам, пошто на Жолчка има камења и се праев. И она ми рече да си проверите и простатата. Ми рече 20, па тоа ме забрини мене. Дали е опасно тоа? Значи 20 грамска простата е нормална големина простатата и ако е на ваша возраст поготово е повеќе од нормално. Па 64-5 така. Да, 20 грама простата е нормална анатомска големина простатата. Ви благодарам многу, многу ви благодарам. Така, ви благодарам и вам. Би сакало продолжение да преминеме на тема диагностички постапки. Така. Во поглед на уринарните инфекции, секако. Да го завршиме, да го заокружиме тој дел. За уринарни инфекции, значи рутински се прави анализа, тие ги спомнавме, биохемиска, микробиолошка на урината, се прави ултрасонографија, ехопреглед на уринарниот тракт да се исклучи присуство на некоја аномалија, некоја состојба која што ги провоцира, ги придружува овие симптоми од инфекција на уринарен тракт. Таква состојба би била застој на уринарните патишта, што стручно го викаме хидронефроза. Такви состојби се, како што спомнавме, камења на уринарниот тракт, кои што сами по себе предизвикуваат уринарни инфекции, истите ги придружуваат и ги пратат се додека тие не се отстранат од уринарниот канал. Стеснување на уринарниот канал, туги тела во уринарниот канал, сето тоа е нешто што придружува уринарни инфекции. Особено чести и во хроницитет преминуваат уринарните инфекции кои што преминуваат на простатата, ја зафаќаат и простатата, така како еден орган кој што е придодаден жлезда на уринарните патишта веднаш испод мочниот меур и околу мочниот канал. Таа е како еден сунгерест орган, жлезда која ќе се зафати, бара посебен третман, посебна диагностика, земање на така наречен експримат, значи исцедок од простатата, кој што се добива на специфичен начин и култивирање на истиот, значи засејување на подлога микробиолошка анализа и третман кој што трае подолго време, значително подолго, трае 28 дена за акутни воспаленија, значи за почетни воспаленија, воспаленија кои што траат долго, се лекуваат со антибиотска терапија и придружни лекови 4 до 6 недели, што е доста долго, али сите моментални водичи во урологијата го поддржуваат овој став. 4 до 6 недели антибиотска терапија. Зошто го споменувам ова? Затоа што голем дел од младата популација заболува од воспаленијата на простата, а голем број од докторите, без никакви замерки, ги рачунат болестите на простата резервирани за постара популација, не ги спроведуваме сите диагностички процедури за да се потврди или исклучи зафаќање на простатата, кое што бара значително подолг третман, а ако се ограничиме само како за цистит, 7, 5, 7, 10 дена терапија, едноставно не е доволно и тие инфекции се повторуваат, значи возможни се апсолутно кај млади луѓе, провоцирани од конзумирање на храна со многу зачини, солена храна, луто, ладно многу провоцира, овај летен период, директна експозиција на климатизација, на провев, на студени стапала и така натаму, само да споменеме дека простатата е болест на цела популација, значи не е само по старите, туку и по младите. Така, иако нели имамо на граница дека над 50-та година, дека тогаш тие се најпоподлошни, но не треба да ги забравиме и по-младите. Тоа е нормално, на постарата популација придружно е зголемувањето на простата. Кај помладата се инфекциите, значи воспаленија, акутен, хроничен простатит. Така. Ќе го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до водителката и до емисијата. Поздрав до вас, повелете. Не е точно баш простата во питање, меѓутоа нешто тука слично е. Да ги кажам моите проблеми. Повелете.
имам не спуштена матка, него гинекологот ми рече дека тоа е, го слушнав докторот што кажа, ципата спуштена целосно, кога сам била леунка, дигала сам тешко. Значи, колит на дебелото црево, медицински, а по-просто ми објаснија докторите дека тоа дигала сам тешко и сум се смакнала. Значи, дебелата црева ги имам снимано, сакала сам операција да се правам, и тоа гинекологот ми вика нема потреба од вадење на матка на тие работи, пошто сето тоа влијае од ципата, пошто докторот што го кажа тоа исто, од кичмата, значи имам шипови во кичмата, повлечена кичма, спуштена ципа, сето влијае врз матката, врз шиката, често мокрам, помалку имам печење, сега почна, имам хронична кандида, меѓутоа се лечев тука, дадеа ми некои лекарства, 6 месеца да не пијам антибиотици, не се повлече црвенилото. Кога многу стојам или одам или да мијам садови без разлика, се подцрвувам и често сум доле подцрвена и матката ми е, можам со рака да ја фанам. Значи, тоа целото ми, има ли нешто лек за тоа? Не слушнав колку години имате, господи? 53. 53. А колку пати сте раѓале? Еднаш. Доктор е вака, значи јас сум со болки во стомакот уште после 40 дена. Отидов на лекар и докторот ми рече дека е некоја настинка. Јас се плаше, викам да не останал некој последок. Меѓутоа он ми рече дека е настинка на јајниците. Сум била помлада и има болка еднашка во годината или два пати. Кога дигам потешко. Дали кога дигате нешто потешко или кога кашлате ви бега без контрола урина? Урина не, него кога дигам нешто, еве со раците да речам, да подигнам 3 кила пазар, да си однесам сок, било. Значи јас пред раците, уствари имам болка у стомал. Ете, да речам да земам да со прво смукалка и после имам болка у стомал. Имам болка у кичмата, али преку раците тоа ми е, значи тоа ми е веќе 25 години од како сум родила. Така. И нон-стоп одам по доктори и лекари. Добро, јасно е тука. Се работи за спуштање на матката, која што може би, веројатно е пропратено со повлекување на мочниот меур и веројатно и дебелото црево, затоа и е снимано кај господјата. Тоа нема да помине и сама со рака ја допира матката, тоа е апсолутна индикација за операција. Се зависно од проценката, тоа е во домен на гинеколог, се вади или се фиксира матката и се прави реконструкција на преден и заден зид на вагината. Тука нема дилеми. Значи, штом со рака ја добива, тоа е висок степен на пролапс. Така, така. Добар ден и за следниот гледач, кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелете. Би сакал да прашам нешто. Имам 62 години. Така. Пред 2 години, пред 3 уствари, почна да ме пече мокрачата, често мочав ноќе и се јавив на уролог како што и треба. Така. Ме упатија на овие анализи ПСА, како се вика. Беа зголемени 21, мислам беше, и ми дадоа 3 недели пиев антибиотици. После тоа ме упатија на ехо со антибиотиците, после третиот ден веќе престанаа сите симптоми. Отидов на ехо на контролата, малце чекавме закажувањето на тоа ехото, меѓутоа рекоа дека е зголемена простатата за 20%, и од тогаш уште 2 пати направив контрола на ПСА за овие 2 години и се е во ред, меѓутоа докторот ми препиша Танис. Добро. Пијам еднаш дневно Танис. Би сакал да го прашам докторот зошто го пијам кога ја веќе немам никаков проблем, осим тогаш беше некој, дали беше бактерија, дали беше воспалување, не знаеме. На 2 различити антибиотика пиев 2 недели. А сега колку е ПСА маркерот? Рековте се нормализира. Да. Која вредноста, дали имате пред вас? 4, вредноста е 4. Добро. Значи вака, причини тогаш било 20, што е 5 пати изнад нормала, горна граница е 4 нанограми на милилитар. Причини за покачување на вредноста на ПСА се 3, што можеме една одма ќе исклучиме, тоа се прегледи или инструментални прегледи на уринарен тракт со
при кој што се иритира простатата и може да се зголеми ПСА маркерот. Втора причина, што верувам дека била кај пациентот, е инфекција на простатата, која што се манифестирала со тие иритативни симптоми, печење, често мокрење. И самата инфекција дава покачен ПСА маркер. И трета причина, и многу сериозна на овие високо покачени над 5 пати вредности на ПСА маркерот е она најлошото, значи карцином на простата. Мора да се исклучи постоење или непостоење на карцином, се прави дигитален ректален преглед, така се вика, значи преглед преку аналната регија, преку зоната на дебелото црево, со прст се допира директно простатата, се гледа дали има нормална конзистенција како мека еластична гума или има затврднување или па е болно, силно болно осетлива и топла, што е карактеристика на воспаление. Морам да кажам дека тоа е основен и многу важен преглед, каде што имаме можност директно да доприме некој од внатрешните органи. Тоа не можеме да го направиме на бубрегот, не можеме да го доприме директно мочниот меур или така натаму, или желудникот или било кој. Меѓутоа, директно преку овој пристап, преку аналната регија, преку дебелото црево се палпира, се допира простатата и добиваме и основе во уролошка амбуланта, добиваме многу податоци. Значи, ако имаме затврднување, безболно на простатата, кој почнува како чвор, па потоа може да ја зафати цела простата, е високо суспектно сомнително за карцином на простата и се оди со размислување во тој правец да се прави трансректална ултрасонографска биопсија на простатата, за да се исклучи или потврди постоење на карцином. Ако се напипа топла, болна простата, тогаш размислувањата одат кон инфекција, затоа му било дадено антибиотик и после смирувањето на таа инфекција, терапијата со алфа блокатори, како што го кажа пациентот Танис, оди зависно од симптомите. Ако нема симптоми, не се потребни алфа блокатори. Ако има симптоми ноќно мокрење, ослабен млас и така натаму, терапијата е апсолутно коректна, да. Так. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака имам прашање за докторот. Повелете. Вака сега, значи, јас скоро една година имам проблеми со мокрењето. Значи, јас сум ти возглавно што сум одела еднаш до 2 пати. Најмногу 3 пати на мокрење во текот на денот. Добре. Сега ова цела година одам по 7 пати, по 8 пати, по 9 пати, без и кај приватни лекари, и на државно. Уринокултура ми се прави на 3 месеци, секогаш ми е стерилна, мукацата правам 2 пати месечно, освен 2 до 3 леукоцити. Порано имаше и 1 до 2 еритроцити, ама сега не имам, друго ништо не излегва. Значи, зачестено ме мокрењето, исто да напоменам дека ме препорачаја во Систина, кај докторот Баджаков. Ме прегледваше тој и со спекулум и на ехо и рачно. И мисле дека освен песок, јас ништо друго не гледам. Сега јас сакам да го кажам... Освен што, извинете? Песок. Песок. Каде е песок? Песок ми рече, да. Само тоа ми рече. Во песок, во бешиката ми рече. Во мочниот меур. Така. А во брезите, другите уролози каде што без, сите истото ми окажуваат дека во брезите се во ред тој протокол од каналчињата дека било во ред. А сега мене ми е зачестено. Има некој ден и ќе одам 2 пати, 3 пати, ама има некој ден и ќе одам ниш да не се напијам течност, ќе одам по 7 по 8 пати. И откако ќе извршам мокрење, имам некој чувство како нешто да ми седи, да ми мрда. Не знам како да се изјаснам. Сегде бев, јас не знам кој ќе. Затоа се некоја консултација со докторот. Добро. Так. Вака, нормално, како податок, ние мокриме по 6 пати на ден во просек. Значи се работи за мала зачестеност на мокрењето. Песок многу е ретко во мочен меур. Скоро невозможно кај пациентки, кај женски пол,
затоа што бешиката кај нема препрека во своето празнење и скоро никогаш не задржува остаточна урина и не ствара подлога за овие нормални услови за стварање на калкулоза на камчиња, песок или било како. Тоа треба да се провери. Кај овие долги инфекции, долготрајни инфекции на уринарни инфекции, не сум сигурен дека инфекција, затоа што сите лабораториски параметри се сосема уредни. Не може и да е негативна уринокултурата како што е, за да се прогласи нешто дека инфекција, треба да има биохемиски наод на покачени леукоцити, нитрити, протеини, еритроцити, што исто така го нема. Доаѓа во предвид една состојба која што е честа и на најновите конгреси уролошки се придава голема важност, е таква состојба на хиперактивен, оверактивен мочен меур, значи зголемена активност на детрузорот, на мускулот во зидот на мочниот меур, која се потврдува или исфрла како со едни специјални испитувања кои што се викаат уродинамски испитувања, кои што го мерат притисокот во стомакот, во абдоменот, спореден со притисокот во мочниот меур и се добива многу податоци во смисла дали има зголемена контрактилност, намалена контрактилност на мочниот меур и лекови во тој правец. Значи има и за едната состојба кога имаме зголемена контрактилност, ако е тоа кај пациентката, пошто нема уринарна инфекција. Направило исследувања по различни размислувања во Македонија, единствено станува уште ова да го направи. Да се испита цистоскопски, да се види дали стварно има или нема песок. Од моје искуство и она што имам читано, песок во мочен меур кај жени е единствено можен кај некоја препрека во празнење што е исклучиво ретка или кај неврогени заболувања, значи на нервен систем, кај диабетичари, кои што прават намалена контрактилност, значи ослабена контрактилност на мочниот меур и услови за задршка на урина, која што недоволно се празни и ствара, тоа е еден од предусловите за стварање на калкулоза, камење на уринарен тракт. Се кои невролошки заболувања, например, повреди на рбетен столб, кои што доведува до недоволно пристигање на тие импулси командни за функционирање и празнење на мочниот меур и ќе се манифестира со негово недоволно празнење и создавање калкулоза. Али сето тоа мора да се провери. Така, убаво кажавте. Ќе го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав на сите вас во студијето. Имам едно прашање за докторот. Повелете. Имам 50 години и еден подолг период, може би повеќе од година дена, при кашлање, при кивање испуштам мокрача, така да секојдневно морам да носам влошки. Чувството ми е дека секогаш многу често ми се мокри, често одам, меѓутоа многу малце мокрача испрлам. А на оние најнормалните што се прават анализи на крв и на мокрача, нема ништо што е, би рекла, надвор од нормалните вредности. Така. Сите гледачки ги прашав, ќе ве прашам вас, дали сте раѓали, колку пати, ако не е тајна? Значи, имам 2 деца. Добро. Како што кажав, ова е типична клиничка слика на спуштање на мочен меур. Лекувањето е со помал. Сега е веќе осовременето хирушки зафат за подигање на спојот помеѓу мочниот меур и мочниот канал и на тој начин стварање на попогодни анатомски услови за задржување на урината. Се вика трансвагинални траки или трансобтураторни траки. Тоа е иста функција, зависно од начинот на како се тие хирушки поставуваат. Многу комотно за пациентките, значи тоа се вика, ова е типична клиничка слика на стрес инконтиненција. Зошто се случува при напор, при зголемување на притисокот во стомачната шуплина, во абдоминалната шуплина, како што е кашлање, кивање,
напор, физички напор, се јавува вака кубење на урина, кое што се вика стрес инконтиненција на урина, се лекува на тие два начини, кои што се релативно едноставни и решението е долгорочно. Так. Ќе го вклучиме и следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, можам ли да едно прашање до докторот? Да, слободна си, како во програма сте? Констатирано ми е ПСА 12. Така? 12. И на 29 минатиот месец ми е направена биопсија. Добре. Констатиран е карцином стадиум 3. Добре. И го молам докторот за колку време треба да се оперирам. Колку време има од биопсијата? Месец дена? Месец и нешто више. Така. Так. Добро, за жал е покачен ПСА маркер. Следот на околности е да се 6 недели може да се врши. Така. Ве слушаме, што сакавте да додадете? После 6 недели да се врши хируршки запад. Добро, времето во ајде да почнеме од позади. Значи времето во кое што би требало да се изврши е веќе оптимално, стасано. Так. Значи апсолутно дека треба во овој период да се изврши хируршки зафат кој што се вика радикална простатектомија, тоа значи еден поголем хируршки зафат во кој што се отстранува, се исклучиво наменет за карциноми, не за она бенигно зголемување на простатата, затоа што при ова се вади комплетно простатата заедно со нејзината капсула, со се семинални везикули, едни жлезди кои што се придодадени кон задниот дел на простатата, се прави спојка нова анастомоза помеѓу мочниот канал и мочниот меур и се прави лимфаденектомија, значи вадење на лимфните јазли во малата карлица. Сето тоа се упатува на хистопатолошка анализа и дури тогаш имаме она што го викаме стадиум на болеста, спрема дали има проширување во околното масно ткиво, во семиналните везикули или во лимфните јазли. Не зборуваме за далечни метастази, предпоставам дека се испитани во овој меѓупериод, се одредува стадиумот на болест. За одредување не знам дали е тоа направено, би требало во овој месец дена кога се е дозволено и е оптимален период да се изврши хируршката интервенција, се прават испитувања, компјутерска томографија или магнетна резонанца на малата карлица, се добие представа за зафатеноста на лимфните јазли и околното масно ткиво околу простатата, нејзиниот сооднос со дебелото црево со ректумот, да се избегнат ненамерни повреди при хируршкиот зафат и се прави скен радиоизотопски задолжителен на коски, за да се види евентуално присуство на далечни метастази. Ако скенот е негативен, на магнетот е уреден наодот, се преминува кон ова операција. Значи времето е стасано. Многу битно. Многу битно. До сега што поскоро тоа подобра вашата препорака, особено кога Да, диагностицирано и тоа мора да се направи таа операција, да. Така, препораката е што е можно побрзо, тоа задолжително. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас двајца таму. Поздрав и до вас. Прашање до докторот. Така. Докторе, јас имав камене у бубрек. Така. Едниот го isfрлив пред 1 година дена, сега во десниот стои комај 2 години и не му дошло време. Така. И сега од време на време ќе се појави болови во задниот дел кај што се бубреците, но и во предниот дел кај што одат овие мочоводи, така ги викаме. Ме интересира дали од камен во бубрек може да болат и тестиси, може да боли и горниот дел на стомак, така од десно и од лево, и дали бешика и простата дават болови.
тоа ми е. И само да кажам уште нешто, простата кога ќе се извади ме интересира. Може малку сега ќе излезе дека сум арогантен. Дали после може мажот да има сексуални односи? Извинете на вака отворено прашање. Нема проблем. Така. Благодарам многу за... Колку е голем каменот? Да, каменот е некаде околу нешто испод 2 мм. Под 2 мм. Да, како биберово зрнце што викаме. Да. Едниот излезе. Али видов голема мака видов. Дури доваѓаше и доктор Каевски во Ремедика кога беше во Куманово, ми правеше тоа тушели го викате вие. Да. Тоа не Боже на никој не му посакувам да прави, бидејќи би беше многу болно со прст во анусот. Кога бркнат звездите ги видов, простатата ја контролиравме, вика добре, правев и тоа тумор маркер, тоа ПСА, мислам дека 5 ми беше. Дали бе тоа добро? До 4 нанограми, значи до 4 се рачуна за добро. Над 4, ако... Помало од 5 беше. Помало беше од 5, пардон. Така. Треба да се согласувам дека е неопходно тоа ректално туше, кое што ако не е воспалена простатата, ако нема инфекција, воспаление е комплетно безболно. Значи, кај 90% од пациентите кои што немаат воспалена простата, тоа е безболно, немаат никакви тегоби. Со оглед на тој наод, дека, како што сликовито го опише, дека ги изброју звездите, предпоставувам дека има некоја придружна инфекција на простатата, која што исто така може да е причина за зголемен ПСА маркер. Тие два параметри се поклопуваат еден со друг. Во секој случај е битно дека, веројатно, пошто го прегледувал уролог, дека нема некое затврднување кое што би асоцирало дека причина за покачениот маркер е карцином. Во секој случај тоа мора да се исклучи, ако перзистира, постои подолго време, се прави биопсија. Ако со биопсија потврдиме дека нема тумор, се третира воспалението на простатата. 4 со оглед дека подолго време трае, мислам дека ги има овие симптоми се од воспалување на простатата, кое што зрачи, тоа е едно воспалување кое што освен тие уринарни симптоми има и симптоми на болка, кои што се лоцирани во долниот дел на абдоменот, во крстот, према бутовите. Значи зрачат многу неспецифично и може сите овие симптоми да потекнуваат од таму, затоа што 2 мм испод 2 камен лесно би поминал низ уроводите и би излегол надвор, затоа што нивниот промер е 5 мм. Така да мислам да овие симптоми не се од тој камен. Досега или би се исфрлил или е премногу мал за било каква детекција. Мислам дека се работи со оглед и на покачениот маркер за инфекција и ова симптоматологија на болен ректален преглед, ректално туше, дека се работи за една инфекција, таа да се истретира, да се види дали ќе намали маркерот, ако не обавезно биопсија. Во поглед на отстранување на простатата и сексуалната активност? Кога се работи за бенигно зголемување на простатата, на класично оперирање или на посовремените начини, значи ендоскопско и сега најсовремениот ласерски третман на зголемување на простатата, сексуалниот живот е незасегнат. Значи нема никаква поврзаност, освен еден симптом кој што се вика стручно ретроградна ејакулација или враќање на спермата према мочниот меур, наместо према напред, према уринарниот канал, кое што е вообичаена состојба после отстранување на простатата. Се останато е нормално. Така. Ќе вклучиме и следниот гледач, имаме навистина доста актуелна тема. Добар доктор кој што дава детални одговори, затоа е интереси како од гледачите. Добар ден за следниот гледач. Ало. Добар ден, повелате. Добар ден. Повелате. Видите, јас имам закажано сега, пошто 4 пати се прави лазерски на простата, тумор на мочниот меур имав. Така. И 3 пати се прави 4 пати лазерски и сега треба да ми ставаат кеса. Од тек на нареднава недела. Што треба да ви стават? Ми викаат да се вади мочниот меур надвор, сакаме една консултација со вас, доктор. Добро.
И сега, каква е тая кеса? На кој начин? Мене ми објаснува доктор ми Да. Добро. Сакам едно појаснување, дали понатака како ќе биде? Потешка операција, потешок захват, ево, не знам што понатака. Добро. Со оглед на податокот дека ова не е поврзано со простатата, се работи за тумор на мочен меур, кој што после операцијата, која што е ендоскопска, не е ласерска, ендоскопска, се праќа материјалот на хистопатолошко, микроскопско испитување. Ако стигне наод дека се работи за инфилтративен или тумор кој што ја зафаќа мускулатурата на мочниот меур, веќе таквото ендоскопско лекување е безпредметно. Значи, нема бенефит, затоа што се рачуна дека не може да се отстрани на тој начин доволно тумор и тој останува да постои во мускулатурата и е слободен да дава метастази и локално проширување. Заради тоа, кај такви хистопатолошки наоди и состојби, кои што имаме продор на туморот во длабоките слоеви на мочниот меур, се предлага една голема, така, меѓу поголемите во урологијата операција која што се вика радикална цистопростатектомија и деривација, тоа кеса што го спомнува, значи по отстранувањето радикално на мочниот меур и простатата се прави сегмент и лимфните јазли нормално во малата карлица, се оди кон вториот дел на таа операција при која што се зема сегмент од тенкото црево, истиот се спушта, значи црево се спушта во малата карлица, во него се всадуваат двата уретери, значи мочоводи и едниот крај, тоа се всадуваат во едниот крај кој што слепо се затвара, а другиот крај се вади на кожата како кеса, така, како стома пропратено со кеса за собирање на урината или во поретки случаи кога се исполнети услови, таа спојка оди директно со мочниот канал и се јавува на некој начин по нормално мокрење, меѓутоа ова е доста мутилантна операција, али неопходна. Така, штом веќе е одлучено за ваков вид на операција, тогаш задолжително би требало да се направи. Се живее со стома, со кеса, кој што е веќе со современите медицински помагала социјално прифатливо решение. Така. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас малце покасно се приклучив. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Поздрав и до вас, повелете. Благодариме. Каде се најдува, во која ординација докторот и како се вика? Јас се извинам, многу бе објаснува. Така. Доктор Александар Мицковски, специјалист уролог хирург од приватната клиничка болница Ачибадам, Сестина. Благодарам многу. Токму таму вие можеле да го најдете токму докторот. Само на крај, бидејќи немаме многу време. Добро. Би сакал малку да го фатиме начинот, третирањето на луѓето кои што имаат зголемување на простата, оние кои што имаат. Вие ќе видите дел од одговорите од гледачите, веќе споменавте за мушните решенија. Притежно за оние хируршки методи. Но што се друго постои како третман или лекување? Лекувањето го делиме на две големи групи. Едното е конзервативно, значи со лекови, кои што се делат од своја страна на две групи, едни се алфа блокатори, како тамсулосинот, тамлос, кои што делуваат на симптомите, на намалување на симптомите, затоа што тие се, зашто се викаат алфа-1, тоа се некои рецептори кои што се наоѓаат на вратот на мочниот меур, односно на дел од мочниот меур што води према мочниот канал и према простатата, како и мазната мускулатура на самиот мочен канал кој што врви низ простатата или простатична уретра. Со релаксирање со делување на овие рецептори се предизвикува релаксирање на мазната мускулатура и го леснува мокрењето. Ова група на лекови, значи алфа-1 блокери, не предизвикуваат намалување на простатата, тоа треба да го знаат гледачите и пациентите нормално, туку само делуваат симптоматски на значително подобрување
со побрз почеток на дејството во однос на другата група во рок од 2 до 3 недели. Другата група инхибитори на фосфодиестеразата, така се викаат, се лекови кои што действуваат. Фосфодиестераза е еден ензим кој што тестостеронот во самата простата го претвара во негова активна форма, значи машкиот полов хормон, и го блокира неговото действување. Значи, овие лекови го блокираат действото на тој ензим и претварањето на машкиот полов хормон во активна форма и на тој начин го намалуваат волуменот, значи грамажата на самата простата за некои 30%. Поради различниот механизам на действото на овие две групи на лекови, јасно е дека тие можат да се комбинираат. Поготово кај поголеми простати, што ќе рече изнад 40 грама, ги комбинираме овие два лека за максимален ефект. Покажано со бројни студии, од кои што најновата и најпознатата и најголемата во светот е таа комбат студија, во која за големо задоволство учествувавме и ние како македонски уролози. За таа комбинација, значи, од тие аводарт, се вика тој лек што делува на овој втор механизам на зголемување на волуменот, и тамсулосин кој што делува на симптоматско подобрување. Другата алтернатива кај пациенти кои што и покрај комплетната конзервативна терапија со лекови нема подобрување, кај некои се комбинираат овие два лека плюс и фитотерапија со лекови од некои тропски растенија, од сао палмето или бројни се тие, да не ги наведуваме сега нивните генерички имења, побитно се дека ги има и делуваат како комбинација, не како самостален лек, тогаш се оди кон хирушко решавање. За изборот на метода на хирушко лекување битна е големината на простатата. Зависно од таа големина се планира ендоскопско, значи трансуретрална ресекција или скратено ТУР, турна простата, или нејзино ласерско отстранување, кое што е моментален хит во светот и еве кај нас во Систина. А во споредба кај многу големи простати изнад 120 грама, каде што се прави класична простатектомија, нејзино отстранување со класичен хирушки зафат. Најголем број од операциите на простата во овај век е преку каналот. Било да се трансуретрална ресекција со монополарна, биполарна струја, која што е малку постаро, или со ласер, која што е моментално актуелен начин. Понова софистицирана метода која што е со помала хоспитализација, помал број на несакани дејства пред се крварење, пократко носење на постоперативно катетер, кој што се сведува најмногу на 2 дена, што е многу подобро во однос на останатите методи. Така. Имам уште многу прашања кои што не се поставени во текот на емисијата, но отстапивме простор повеќе на телефонските јавувања. Во продолжение ќе го вклучиме последниот гледач за денеска. Добар ден. Очигледно дека и гледачот се исклучи, ќе ви заблагодарам за одвоеното време и за вашето гостување во Алфа. Навистина убаво ни објаснивте многу детали, има уште многу работи за кои што не ги споминавме во текот на емисијата. Ова е сепак актуелна тема, остапивме простор на телефонските јавувања. Еден ваков доктор како што сте вие, убаво е да биде во контакт со гледачите, да им објасни за проблемите за кои што се соочуваат, и ќе ни биде драго доколку повторно позитивно одговорите на некоја наша следна покана за некој од наредните изданија на Алфа Ординација. Ви благодарам исто. Ние ќе продолжиме понатаму со најава на прилог за темата за која што ќе зборуваме утре. Започнуваме во 12 часот и во продолжение да видиме за што ќе зборуваме. Сипаниците се најчестите заразни заболувања во детската возраст. Од ова не се поштедени ни возрастните, особено оние кои не ги прележале како деца. За сипаниците не постои специфичен лек. Единствен начин да се заштитиме од нив се вакцините и затоа е неопходно вакцинацијата да се спроведува правовремено и редовно. Сипаниците се вирусни, осипни болести кои многу лесно се пренесуваат преку воздухот, што е причина децата уште од рана возраст да се разболат од нив и затоа се сметаат за вообичаени детски болести. Тука спаѓаат морбилите, рубеолата и варичелата.
Морбилите се многу заразни, почнуваат со треска, изнемоштеност, сува кашлица и воспаление на конјуктивитите. По 3-4 дена се појавува карактеристичен осип кој почнува за душите и се шири по цело тело и екстремитетите. Осипот се повлекува по 5-6 дена. Болеста е заразна 4 дена пред и 4 дена по појавата на осипот. Најчесто се појавува кон крајот на зимата и почетокот на пролета. Рубеолата пак има лесна клиничка слика, а 25% од заболените се без симптоми. Најголем ризик од вирусот на рубеола е што доколку се зарази бремена жена, вирусот го напаѓа и плодот и зависно во кој период на бременоста може да предизвика различни оштетувања. Најризични се првите 12 недели од бременоста, кога може да дојде до тешки оштетувања на плодот, па дури и негова смрт. Во одреден број случаи не доаѓа до оштетување на плодот, но бидејќи ризикот е преголем, се препорачува прекин на бременоста. Инфекција со рубеола во последните месеци на бременоста не може да му наштети на плодот. Варичела или овчи сипаници е релативно бенигно, сепак многу заразно заболување предизвикано од вирусот варичела зостер. Почетокот се карактеризира со краток период на лесно покачена температура, симптоми од горниот респираторен тракт и блага малаксаност, а потоа следи осип кој многу чеша. Карактеристично се појавува и на скалпот и е во вид на мали меурчиња исполнети со течност. Болеста се појавува преку целата година, а максимумот е во доцната есен и зима. Периодот на заразност е 1 до 2 дена пред почеток на осипот и додека сите промени не станат крастички. Како да се справиме со сипаниците е темата во утрешното издание на Алфа Ординација. Гледајте не. Појавата на варичила или на сипаници е актуелна во периодов. Затоа токму ова е темата за која што ќе зборуваме во утрешното издание на Алфа Ординација. Започнуваме во 12 часот и во очекуваме секако во тој термин. Имајте убав и пријатен ден и ви благодарам за вниманието со кое што денеска го следевте денешното издание на Алфа Ординација и ви благодарам за сите телефонски јавувања со кои што ја збогативте емисијата. Довидување до утре во истиот термин.